Како што кажав пред 2 и повеќе месеци на медиумите, а и на средбата кај министерот, дека во млечните производи, значи сирења, кашкавали, јогурти, се има, освен млеко нема, и дека се е палмоли, никој во тоа знаеа, ама никој не поверва, и дали некој стана тоа да го образложи, освен ние како представници на нашето здружение, заедно и со земјоделската мрежа, и со други представници, но тоа е тоа. Сега, после 2 месеци, откриле 1% млеко. Значи, 1% млеко. Зошто ви го трујате народ? Зошто децата мали си ги трујате? Зошто сите молчите? Зошто сите молчите, да прашам, кога сите јадите од тоа? Дури ние, ако произведуваме млеко, ние го купуваме тоа млеко. Кањас млекото паѓа, во маркетите расти, дали некој е задолжен да го зема тоа вештачко млеко? Некој што го увозва и треба да го троши. И сега, оваа кавга не е така настаната, открила Ахава, што открила Ахава? Па на Ахава и кажуваме пред 3 месеци дека сето е со такви средства. Со ѓубрина, едноставно, селски ние да кажеме дека е со ѓубрина тоа. И за жал, и малите, и старите, и сите ние секојдневно го конзумираме. Значи, ѓубрината мора да ги конзумираме, да се храниме. Како не е срамно за државата? Како еднаш не го слушни нашиот глас? Затоа, нашата цел не е променета. Да не се испладат субвенциите, да се стабилизира млекото и оставка од министерот.